Голготата на земјоделците продолжува. Преските скапуваат, откуп нема, а новата влада е глува за нивниот проблем. Ваквата ситуација ги натера утринава да го блокираат регионалниот пат Росоман Прилеп. Денеска го блокираме регионалниот пат затоа што имаме сериозни проблеми со пласманот на праската. Значи, ни се случува да праската не можеме да ја продадеме, имаме Русија ни воспоставија огромни критериуми што ние не може да ги исполниме, не е како претходната година, оваа година имаме сериозен проблем со пласманот, сериозен. Значи имаме огромни количини на праски, купци нема и не знаеме што да правиме. Бараме да дојде тука министерот, да дојдат новите власти новата влада да дојдат представници од власта, да седнеме да разговараме. Ние ако ова е сега предувачки штрајк, ако не бива, ќе го радикализираме протестот. Значи, ние сме во голема незавидна ситуација, немаме праските кај да ги продаваме, немаме пласман, не ги зголемија критериумите русите, купци нема, народот нема никаква веќе волја за работа и тоа е тоа. Имаме многу проблеми, велат земјоделците, и додаваат дека вакво нешто не паметат досега. Големи проблеми. Што воа не се памти нит под вакво нешто. Праската за 5 динара се купува по кило. Голем проблем за земјоделците и гревот е. Треба да му се помогне на земјоделците за овој случај. Сега не знам од кај потекнува проблемот, али проблем е. Не може да продадиме. Една трошок на една гајба ти е 25 динара, а праската ти е вика за 17 динара на гајба. Не знам до каде ќе оди ова. Поддршка им даде и градоначалникот на општина Росоман и ја повика новата влада веднаш да го реши овој проблем. Луѓето од Росоман и од околината, значи од Тиквешка и што се овоштари, навистина се соочуваат со еден страшен проблем на рекордно ниска откупна цена и рекордно, да не речам џабе, производство без пари. Никогаш после 2005 која што памтиме како најкатастрофална, која беа 3 денари праските, сега уште пониска од тоа се 2,5 денара за килограм, согласно она што се продава на пазарот, бидејќи 50 денари се продава цела гајба полна со праски, а само гајбата е 25 денара. Што ќе рече праските се продаваат за 25 денара 10 кила. Тоа се 2,5 денара, нешто што не е запаметено во историјата на овоштарството и на Росоман, и на вистина мислам дека треба да се преземат мерки. Јас повеќе пати ги повикав институциите и да дојдат, да најдат решение, бидејќи на вистина без наоѓање решение, без наоѓање на алтернативи пазари, јас ќе се повторам со вчерашната изјава дека бидејќи господинот премиер, бидејќи Министерството за земјоделие со своја изјава вчера се јави дека ќе инвестира во ладилници, во се нас не ни требат ладилници во овој момент, нас ни треба интервентно решавање на ова страшна криза која што ги на земјоделците, бидејќи без неа нема да функционира општина Росоман, но нема да функционира ни државата, бидејќи на вистина ако ние имавме извоз од со годините до 17 милиони кила на праска, сега извозот не е преполовен, него го нема ни 10% и откупувачите кои што доаѓаат од Руската федерација и од другите земји ги нема, така да ја повикувам владата да го реши подхитно овој проблем, да ги најде партнерите кои што донесува на власт Европската унија и поддржувачите на НАТО, бидејќи ние земјоделците препознаваме дека нешто се случува затоа што критериумите и квалитетот на праските е истиот, а се бара значи некои поголеми критериуми кои што не може да се исполнат максимално и заради таа побараност на критериумите ние не можеме да извезуваме. Значи се гледа дека е нешто намерно блокирано и во тој аспект значи повикуваме владата да не размислува да прави ладилници сега, туку да го реше проблемот. Земјоделците најавуваат дека доколку не се реши нивниот проблем, блокадите на патиштата ќе продолжат и ќе траат се до конечно исполнување на барањата.